Ке се соочи ли земјоделското производство од регионот со сушна сезона и проблеми во наводнувањето на површините засејани со пролетни култури? Ова е главната дилема што си ја поставуваат и земјоделците и надлежните за водоснабдување. Зимскиот период беше сушен, без очекуваните врнежи од снег, а ниту пролетта не навестува обилни дождови за да се обезбедат потребните количини со кои би се одржувала влажноста на почвата за време на вегетацијата на растенијата. Водостојот на сите реки во источниот регион е на ниско ниво, а посебно карактеристична е состојбата со Брегалница, кај која на локацијата по вливот на Злетовица водостојот изнесува 90 на сантиметри, што значи дека просечно протекуваат по околу 11,5 до 12 метри кубни вода во секунда. Однос на последните 4 години, кога имавме енормно висок водостој, што еве во еден период беше и 413 висина, тоа е некаде преку 350 кубни метри проток во секунда. Ова е ниско ниво, значи под нивото што го имаме. Ако земеме во предмет дека во јануари имаше некаде околу 40-39 литри и во февруари 18, а сега до сега има само околу 11 литри врнежи на метар квадратен на овој простор, значи према хидролошката состојба водата во река Брегалница е може да се каже на задоволително ниво. Неповолната хидролошка состојба и релативно помалиот доток на вода влијае и врз полнењето на вештачките акумулации од регионот. Од водостопанската подружница Брегалница неодамна потврдија оти досегашната состојба со браните не може да гарантира ефикасно и нормално наводнување. Количината на вода која имаме во брана Калиманци е на границата на дозволиво за успешно завршување на сезоната, но се надеваме дека до почетокот на сезоната и таа ќе го достигне својот минимум што треба да се изврши наводнување на овие предвидени оризови полиња и другите култури. Параметрите од циклусот на мерење на водостојот на реките и во текот на изминатата недела покажуваат дека може да се очекува сушна пролетна сезона, што негативно ќе се одрази на состојбите во земјоделското производство. Поради тоа, можеби ќе биде неопходно во договор со земјоделците од водостопанската подружница да размислат за намалување на површините што ќе треба да се наводнуваат, посебно на оние што се планирани да се засеат со ориз.